дипломатијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели. Како што знаете, македонската музика е забрането, еден нов наш резил, еден нов наш срам. А мојата намера беше денеска да пуштиме ресенска музика, за да им го честитаме на преспанци Јаболкоберот кој почнува точно денеска. Меѓутоа не било пишано. Јас како еден горд ресенчанец сакав да ги поздравам од Скопје, али тоа не било пишано. Во секој случај, денеска ќе зборуваме малку повеќе за Обединетите нации. Тоа е светската организација каде што многу работи се преклопуваат, од каде зависат многу работи и да бидеме прецизни, тоа е центарот на светската дипломатија. Јас во мојата дипломатска кариера првите 4 години работев во Пекинг од 1972-76 и кога веќе немалце навлегов во оваа област и кога бев свесен дека мултилатералата и Обединетите нации се врвот на дипломатијата, имав намера тамо да продолжам. И во 1977 година, отприлike година дена работев на таа проблематика. Бев неколку пати во Њу Јорк, други центри на Обединетите нации се Најроби, Женева и Виена, и во сите три други центри бев на конференции. И да бидам искрен, кога видов што значи таа, кога видов како функционира меѓународната бирократија, си реков, ова не е за мене. Значи, вие имате некаква тематска конференција, работите до постеполног, 2-3 сабајле, се борите за кај ќе биде запетата, кој збор, кој израз ќе биде употребен, што во суштината и во основата е важно, бидејќи ако се употреби некој погрешен израз, тоа може да има широки импликации. Меѓутоа, во 95, ако не и 98% случаите, тоа е едно да губење, тоа е само верглање, од кое никој нема корист, али меѓународните дипломати од тоа прават кариери и нивната главна замисла и задача е каде ќе биде следната конференција, да се прошетаат, нели така, да се земат дневници, а дали светот ќе гори, дали светот ќе експлодира, никому нему е ни на крај на паметот. Во секој случај, значи, Обединетите нации се центарот на светот, на многу што и на дипломатијата. Сега моментално, како и секој септември, е во тек Генералното собрание, значи Организацијата на Обединетите нации, кој по некој анахронизам не е Организација на Обединетите држави, туку на Обединетите нации. Лично се обидував повеќе пати да го испитам тој феномен, зашто не се употребува името на држави, бидејќи државите се членки, не се нациите членки, и не успеа да дојдат до решение. А да подсетиме дека и оваа организација, нели така, која настана во 44-та година, на 24 октомври 44-та година беше создадена Организацијата на Обединетите нации. Нејзиниот претходник, Лигата на народите, беше исто така Лига на народите, не на државите. Меѓутоа во секој случај таму членуваат држави, моментално се има членки точно 193 земји, односно држави. Има, се рековме дека е во тек Генералното собрание, кој се држува секоја година, со почеток од септември. Освен тоа, други органи на организацијата се Советот за безбедност, кој е неформална светска влада. Освен тоа е другиот орган, исто така значајен, ЕКОСОК или Економско-социјалниот совет, кој ги решава економските така прашања. И го имаме судот во Хаг. И администрацијата, се разбира, секретаријатот на Обединетите нации, која е исто така една значајна институција на самата организација. И веднаш да кажеме дека овој конгломерат светски вработува преку 40.000 луѓе, има буџет годишен од преку 10 милиарди долари. Тоа само по себе ќе покажува за каква институција се работи. Значи, тамо, како што рековме, се пресекуваат и се
се прекршуваат многу работи, многу проблеми. Советот за безбедност е таа неформална светска влада која ги решава основните прашања. И да споменеме само во овој мал увод дека како задачи, односно, како да речеме, должности на Советот, на Обединетите нации се мирот и безбедноста, развојот, економски и социјалниот развој, екологијата, човековите права и хуманитарната помош. Тие се, значи, 5 главни активности на Советот за безбедност. И уште тука да нагласим на почетокот, дека главен финансиер, вие сте знаете дека Центарот на Обединетите нации е во Њујорк на Манхетен, дека главен финансиер на функционирањето на оперативните активности на Советот на Обединетите нации се Соединените американски држави, кои плаќаат преку 1/5 од тие вкупни трошкови, или поточно 22%. Втор главен контрибутор е Јапонија со околу 10%, и трете е Кина со помалку од 8%. Меѓутоа, со својот придонес Америка од 22%, таа на некој начин си зема и ексклузивно право да по многу што доминира со работата на Светската организација, што е резултат не само на нејзината финансиска контрибуција, него и на нејзината реална позиција како единствена светска суперсила. И освен буџетот за функционирањето на самата организација и тие 40.000 вработени кои ги спомнавме, постои и буџет за операции од видот на хуманитарни, војни и така натака. И тоа е всушност многу повисок од вкупната сума која трошат овие 40.000 вработени. Значи, односот е некаде $2,5 милиарди према $7,5 милиарди. Значи, во првата Америка придонесува отприлike 22%, додека во оние за операциите на Обединетите нации, воени, хуманитарни и други безбедности, таа годишно дава преку $200-300 милиарди и таму отприлike скоро 30% е нејзината контрибуција за функционирањето на овие операции. Значи, во целина имаме Совет на безбедност, кој е, рековме, неформална влада, кој е составен од 15 членови, од кои се 5 постојани со право на вето. Тоа е исто така еден нов анахронизам на Светската организација, бидејќи ако сме сите еднакви, 5 не се на рамниште со другите. Те имаат право на вето и тоа се, веројатно знаете, ми да подсетиме, тоа се Соединените американски држави, Руската федерација, Кина, Велика Британија и Франција. И тој систем наставен по Втората светска војна сега покажува одредени диспропорции, бидејќи зашто тамо да не биде на Германија, која е европски лидер и е посилна и од Велика Британија и од Франција по сите критериуми, освен можеби што нема нуклеарно оружје. Зашто тамо нема една Индија, една Јапонија, еден Бразил, една, да речеме, Нигерија од Африка, која е најголемата африканска држава. Значи, тоа е една диспропорција, еден дисбаланс, кој порано или подоцна ќе мора да се прилагодува на реалноста во светот, меѓутоа отпорите се силни и сите обиди за реформи на Обединетите нации до сега не успеева. Значи, имаме Светска организација, Совет за безбедност и Судот во Хаг, кој го спомнавме, кој е четвртиот орган на Светската организација, кој е за нас особено интересен, бидејќи, како што знаеме, во 2011 година тој донесе пресуда чиста, брилјантна, јасна во корист на Македонија во спорот со Грција, односно во спорот околу нашето име, чиј менеджер не е Грција, чија одлука не се почитува. Тоа има одговорност и на самата Организација на Обединетите нации, која така не реагира, не презема ништо за да се таа пресуда реализира, а и вината е деломно и наша, бидејќи ние не правиме ништо за тоа да се стави крај на една таква нереална ситуација. Околу тоа ќе зборуваме после, што треба да прави нашава земја, меѓутоа да бидеме свесни дека проблемот за нашето име треба да остане во Обединетите нации
и тамо треба се бар решението. Во секој случај, ние во вториот дел нашава денешна емисија, како втора тема, ќе посветиме вниманието на говорот кој синоќа го држи нашиот председател Обединените нации и кој по многу што представува еден значаен исчекор во борбата за враќање нашето име и валоризацијата на аспирациите на Македонија. За дипломатијата со Никовски. Значи, почитувани слушатели, Генералното собрание на Обединените нации представува еден голем собир, учествува тамо многу често голем број на председатели, премиери, министри на дворешни работи. Скоро секоја година, мислам дека секоја година тамо и американскиот председател кој има почесно место и обраќање до светот де факто со некаков пресек на американските политики, на американската дипломатија, така беше и оваа година. И меѓу сите тие говорници беше и нашиот председател, кој оваа година на вистина еден сеопфатен начин ги презентира и нашите проблеми, и нашите аспирации, и нашиот придонес во мирот и стабилноста на регионот. Тој меѓу првото го на оден начин го капитализира нашиот придонес во борбата со миграцијата, со мигрантите кои минатата година доби библиски размери, кога маса една од преку милион луѓе премина од Блискиот исток и од Северна Африка према европскиот континент. И сосема во право е кога тој најави дека масата на латентни бегалци, односно мигранти е повеќе милионска и дека ние треба да бидеме свесни дека тој проблем само е започнат, а е далеко од решението. Мислам дека тоа беше убаво представено, а уште побаво председателот Иванов објасни дека се прави еден тежок преседан со нашата блокада према НАТО и ЕУ. Тој отворено рече дека членки на НАТО и ЕУ се тие кои ја загрозуваат Македонија, ја блокираат и ја спречуваат во незините универзални аспирации и да се надеваме дека тој негов апел и негова изјава ќе стигне до надлежните да се преиспитаат како се однесуваат, што мислам меѓу нас кажано не е многу веројатно, али во секој случај тие работи треба да се повторуваат. Така да председателот широко го елаборира проблемот со името и што е исклучително важно и за што мора да му се честита, тој заедно со неговиот говор на сите учесници на Генералното собрание им подели и документ во кој беа цитирани главните делови, главните поинти на Хашката пресуда. Знаете, на било кој состанок, конференција, настан, ако сакате и разговор билатерален со било кого, ако одите со прашања и проблеми како што е нашето име, и ако на тој разговор не оставите никаков документ, остане она само, да не речам, бла, 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 последици, односно некаква реакција и акција, нема да има. Тоа е една реалност и тоа го зборува искуството. Меѓутоа, ако на било каков разговор со било која личност, на било која конференција, како што направи сега председателот со деловите од нашата пресуда, вие оставате траен документ кој секој ќе го стави на маса, некој стави настрана на масата, тој тамо е, ќе го види, ќе го подсети дека има некои неправди кои се случуваат и дека светот не може да биде равнодушен дека имаме такви настани. Велам, тоа е исклучително позитивно, морам се честите на председателот. А тој меѓу другото го подржа и Керим во неговата кандидатура за следен генерален секретар на Обединетите нации. Знаете дека таа постапка е во тек, дека Керим е меѓу првите 3-4 кандидати. Мислам дека објективно шанси да биде избран се мали. Во секој случај тоа е промоција на Македонија. Керим е кандидат кој апсолутно ги исполнува критериумите за таа функција. Али додека сме ние некој клиент на Советот за безбедност на Обединетите нации, тешко може да очекува дека Македонија може да биде на такво место. Покај другото, велам, тоа е и признание земјата во целина, а ние со нашата криза, со нашите проблеми, во секој случај ние сме во првата група на земји кои би може да сметаат на неков побрз напредок и во Обединетите нации, а и во Европа и во НАТО. Мислам дека беше многу добро што председателот се осврне на
на тероризмот како еден феномен со кој е соочен светот. И во тој контекст го спомна и политиката на двојни стандарди. Ми само остана покус од констатацијата дека политиката на двојни стандарди исто така тероризам, чии жртва покрај другото е и Македонија. Мислам дека мораме ние да одиме со разобличување на таа политика на двојни стандарди, чија жртва сме и од НАТО и од ЕУ, бидејќи велам тоа е еден феномен на современиот свет кој покажува и дава извртена слика на светската политичка сцена. И една друга констатација ми се чини исто така е важна. Не смеме да дозволиме да решавање на споразумето се влече надвор до Обединетите нации, односно на резолуцијата на Советот за безбедност. Ние мораме да играеме максимално на картата на Хашката пресуда, меѓутоа без спомнување на времената спогодба, бидејќи времената спогодба, освен тие два дела, едниот е тој што се однесува на самото признавање на Грција, на Македонија како една независна држава, иако не го признава нејзиниот целосен правен легитимитет преку името. И второто е нејзината обврска од членот 11 да не попречува меѓународните организации. И возоснова на тоа е добиена и Хашката пресуда. Меѓутоа, велам, играјќи на картата на Хашката пресуда, ние не смеме да се повикуваме многу на времената спогодба, кои, бидејќи сите нејзини други делови се апсолутно неприфатливи за Македонија, се помногу што погубни за нас. И велам, ние, ако целосно играме и се повикуваме на неја, сами се сечеме гранката на која седиме. За дипломатијата со Никовски. Значи, зборуваме, почитувани слушатели, за Генералното собрание на Обединетите нации, за импресивниот настап на нашиот председател Иванов. И мораме да спомнеме еден инцидент кој јас мислам дека е сериозен и на кој мора жестоко да се реагира. Подготвувајќи се за ова наша денешна емисија, читајќи разни информации околу настаните кои се случуваат во Њујорк деновиве, забележав дека на информативниот центар на блокот кој е информативен центар на Обединетите нации, UN News Center, има, што е позитивно, доста широк извод од говорот на Иванов, меѓутоа и во неговото излагање се користи референцата Обединетите нации. Тоа е навистина недозволиво, што други зборови те му интервенирале во текстот и му замениле она што е за нас клучно, нашето име. Јас веднаш телефонирав Министерството за външни работи, им скрав внимание на ова и замолив да Њујорк веднаш интервенира и да се тоа промени. Да се става во уста на некому нешто што е навредливо за сопствената земја е нешто недозволиво, надвор од сите критериуми и, да речам, узанси. Така да, веројатно, нашите луѓе во Њујорк се малку бројни, немаат можност да контролираат све што се случува во светската организација, али веќе кога имаме таква информација мора жестоко да се реагира, да се бара одговорност на тој што го направи тоа, бидејќи е тоа надвор од сите регулативи, надвор од сите норми на однесување. Во секој случај е добро што не објавија, што го цитира говорот на председателот. Тоа всушност го прават за сите други шефови на делегации. Ова беше една конзистентна информација, оценена позитивна, каде беше елабориран проблемот со името, меѓутоа, велам, се користи нешто што е надвор од нашиот речник. И да го искористиме и овој момент да објасниме дека референцата која нас ни беше наметната во 1990 година при примот во Обединетите нации, Македонија никогаш не ја прифати, само ја проголта, бидејќи избор немаше, се друго беше по-опасно и полично за нашата земја. Сите критичари кои велат дека тогаш е направено предавство не се во право, бидејќи не можеше ни тогаш, ни денес да нашата земја се конфронтира со една Америка, и тоа заедно со Велика Британија, Италија, Германија, Франција, значи со главните светски фактори, во нешто што, иако е апсолутно во наша корист, меѓутоа кога се други викаат не, вие мал и сиромашен и во тоа време на нозе, на стаклени нозе, бидејќи Македонија тоа беше навистина по многу што на работа од обстанокот, немаше услови да се
покрај некоја поголема и подиректна војна со сите овие фактори. Денеска тоа можеме да го направиме и треба да го направиме. Значи, да бидеме јасни дека ова е прекршување на основните норми на однесување на Обединетите нации, дека е директна навреда на нашата земја и тоа мора да се направи сериозен скандал. Меѓутоа, кога сме веќе на таа тема, да окажеме и следното, дека во рамките на Обединетите нации, значи во Генералното собрание, има разни шпекулации дека Македонија може да се избори и да постигне да надвор од Советот за безбедност го решиме проблемот со името. Сме го кажале тој порано, да повториме и сега дека тоа се погрешни калкулации, погрешни проценки, бидејќи иако формално и технички такво нешто е можно, значи Македонија може да покрене иницијатива да тоа оди преку Генералното собрание, да бараме да не се врати нашето име, меѓутоа тоа може за некој предмет и проблем што не е дел од агендата на Советот за безбедност. Советот за безбедност е доминантен орган на Обединетите нации, тој решава, што би рекли ние, пали и гаси, решава за се и тој не може да заобиколи за нешто што тој се уште го разгледува и што е на негов дневен ред. Со други зборови, преку генералниот секретар, медијацијата која спроведува Нимиц е под патронат на Советот за безбедност и било каков напор да се тој ескивира, односно се избегне, е всушност играње на погрешна карта, зашто во моментот ако ние покреме таква иницијатива во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации, Советот за безбедност ќе чекајте, тоа е безбедносно прашање, тоа е прашање кој е на нашиот дневен ред, кој се уште е на нашата агенда и не може тоа да се решава по некој поинаков начин и по некој преки пат. Значи тоа е нешто што е реалност и со кое ние мораме да живееме. За дипломатијата со Никовски. Чинам, почитувани слушатели, дека доста време поминавме преку океанот во Њу Јорк и дека е време да се вратиме помалку на нашиве работи, на нашиве состојби кои по многу што се загрижувачки. Мислам дека сите живееме со настаните кои доминира овие денови околу специјалното јавно обвинителство и мислам дека не треба никој да има никакви дилеми дека тоа игра политичка улога директно сврзана со изборите. А такво јавно обвинителство специјално или било какво друго не ни треба. На Македонија треба и специјално јавно обвинителство и специјални други органи за борба против криминалот и против корупцијата, бидејќи тие се за жал присутни во земјава, како во целиот свет, кај нас веројатно понагласено, меѓутоа ова што го прави специјалното јавно обвинителство е навистина неприхватливо. Да не одиме подалеку, само да анализираме изјавата на Јанева дека собранието е нелегитимно. Тоа е чиста политичка изјава која е недолична за било кој јавен обвинител. Таа ако е собранието навистина нелегитимно, треба тоа да го докаже на судски пат без да дава изјави. А дока не го направи тоа е само тепање на плазна слама и велам недолична во најмала рака изјава. А велам од друга страна, нели така, отворени се два случаи кои се водат по брза постапка. Зошто по брза постапка? И едниот и другиот немаат таков третман од неков поширок општествен интерес, освен ако не се врзуваат за самите избори и ако не е целта да влијаат на расположението на избирачите. Особено за случајот со општината во Центар, кој веројатно заслужува собствен третман и анализа и, ако сакате, казни некој што го предизвикал, меѓутоа да бидеме јасни и прецизни. Кај нас сите демонстрации, шарени и карикирани револуции се резултат на политички чекори, на политички одлуки. Ништо кај нас не е случајно, на разни соросоиди, на разни усаиди и слично, кои сакат да ни ја креираат иднината. Според тоа, мислам дека мора да бидеме свесни дека улогата која игра специјалното јавно обвинителство моментално е чисто политичка, а истовремено мора да се нагласи дека акциите, активности кои ги прави ова обвинителство
во никој случај не се поддиректива на нашата опозиција, иако таа е пасивен корисник на сите тие политики кои се спроведуваат, туку е тоа под директна контрола и диригентство на странскиот фактор, посебно на Соединените американски држави, кои имаат моментално еднаква задача и цел исто како и нашата опозиција, да се руши оваа диктатура во наводници. Тие очигледно едните и другите се свесни во наводници за тоталитаризмот кој го уништува и народ и прават се да не спасат од тој тоталитаризам. Ние сме благодарни што се загрижени за нас и можеме да порачаме дека да се гледаат својата работа, бидејќи тоа апсолутно не е нивна надлежност и одлуката треба да биде и мора да биде новој народ. На друг план во земја, меѓу време, имаме исто така неколку настани, добивме така, кои не сме ги регистрирале, добивме нов амбасадор односно шеф на мисијата на Европската Унија во Скопје, словенечкиот дипломат Богар, и ние, како што не дал Господ, одма него го третираме како неков наш неизбран гувернер, ги следиме неговите чекори, од него правиме неков полубог и слично, што покажува дека не сме баш многу политички свесни, ако сакате, и достојни за да водиме некаква држава, било како политичари, било како новинари. Европската Унија има улога во земјата и таа улога треба да се почитува. Нашите аспирации према Брисел се јасни и неспорни. Меѓутоа, ви од еден шеф на мисија, кој е по функција така амбасадор или од друг амбасадор на единствената суперсила, да ги ставате цело време во центарот на вниманието на јавноста, мислам дека тоа е една погрешна политика, која сакале ми или не прави некаква банана држава и некаков протекторатски статус. И уште еден настан кој во последно време заслужува внимание е најавата, се уште нема одлука на Европската Унија, дека ќе воведе такса за патувањето на граѓаните кои не се членки на Унијата и со кои имаат и така договори за безвизен престој, значи ќе наплатува такса од секое патување или на блок патување. Тоа е еден навистина безобразен пристап, тоа е еден очајнички обид на Брисел да собере пари од сиромашните земји на Европа. Тоа се предсе овие неколку балкански земји, што, велам, не им служи на чест и ние треба да преземеме секакви активности во координација и со другите засегнати држави да се спречи еден таков исчекор. Ако тие навистина обстојат на тоа и инсистираат на една таква мерка, јас мислам дека ќе биде крајно време да одговориме со реципроцитет, иако тие без оглед колку пари ќе не земат, например 10 евра за секое патување или за блок патување во Европа, ние да им напатуваме по 50. Ние забораваме дека основен принцип на дипломатијата е реципроцитетот. Кога тие ни ги поставија визите и не оставија во едно гето, ние не им возвративме со реципроцитет, што може би ете така во тие почетни фази беше и реално. Меѓутоа сега, кога веќе државите се етаблирани, Македонија и другите од регионот со своји проблеми, како што е Босна, например, и слично, ние овој пат треба да одиме одлучно и да кажеме, вие нам такса, ние вам такса. Па да видиме кој ќе обстои. Мисля, че дека тоа е погрешна мерка на Брисел, али ако ние си премолчиме и го толерираме сето што не го прават, тие ќе продолжат со такви мерки кои не им служат на чест, али жртви ќе бидеме ние. За дипломатијата со Никовски. Пред да ја завршиме денешна емисија, почитувани слушатели, уште кратко се држиме на најавата, на идејата, на намерата на Брисел да воведе такса за нашите патувања во земјите од Унијата. Мислам дека тоа е навистина еден анахронизам, нешто недозволиво, бидејќи тие истите што цело време трубат дека треба се дозволи слободен проток на стоки, на капитал и на луѓе, сега прават пречки. Поставањето на такса значи пречка за патувањата. Тие истите кои вчера на Орбан, унгарскиот премиер, му правеа скандали што прави зидови на границите против бегалците, што ги спречева тоа движење, слободно движење на мигрантите, сега
Истата мерка ја превзема. Значи, тоа е повторно таа политика на двојни стандарди, која е неприфатлива и која е, пак да повториме, рамна на тероризам, бидејќи исто како и терористите не ги причитуваат преку таа политика принципите, стандардите, праксите, законите и тераат по свое. Да спомнеме тука уште нешто, дека до еден таков абсурд се доведе некои работи во меѓународните односи, што просто човек не знае каде и што е и што е што. Имавме случај кога бегалците ни ја блокираа границата, ни го блокираа заедничкиот сообраќај неколку месеци, имавме големи штети и никому ништо. Тие имаат право, се рекои ќе барат и оштет од Македонија во судот во Луксембург, затоа што сме ги вратиле во Грција, бидејќи нелегално влегнале, а тие штети што ги направија се огромни и немерливи. Значи, со други зборови, бегалците имаат права, а ние тука староседелците или домакините немаме права. Тоа се навистина абсурди кои човек не може да ги разбере и недозволиво што еден Брисел нив ги толерира, бидејќи тоа покажува дека и тамо не постои некоја реална ориентација и дека се прават ординарни грешки. Но тоа беше за денеска, почитувани слушатели, да прејдеме на оние наши завршни одредби, а тоа е апелот кој постојано го повторуваме за купување на македонски производи. Видите, при секоја посета на самопослуга, а сакали некеле многу често влегуваме во разни од нив, човек се запрепастува колку странски производи се испрчени, ако сакате, истуркани на доминантни и ударни места, а нашите производи се некаде позади, горе, високо или долу, ниско, да не може да забележуваат. Тоа е една таква неодговорност нашите трговци, кои, да бидеме прецизни, се многу често подкупени за ситни пари од представниците, од агентите на тие странски компании, за нив да ги истакнат на тие ударни места, а ние за тие ситни пари ги жртвуваме иднијата на земјата. Не заборавајте дека сите мораме во секоја прилика да коментираме, да апелираме, да телефонираме во тие компании, ако не во Веро, која не е наша собственост, барем во другите што се македонска собственост, и да им кажеме, луѓе, водете сметка дека ова држава ако ќе опстане само доколку се трошат нашите производи. Ако нашите производи се во секундарна употреба или ако некој веќе ептем инсистира да ги купи, Македонија нема перспектива. А велам, многу често тоа се случува. Ние немаме таа економска свест и таа економска одговорност, ако сакате да бараме наши производи, али секој тоа треба да го прави. Продавачите обично не се меродавни, али нив да им се сканува внимание, па тие полека еден од нив нека пренесуваат на другите надлежни, да се телефонира во тие компании, да се бориме постојано, што во тоа е нашиот опстанок зависи од тоа. Тука сме многу инертни, а тоа, велам, последиците се многу тешки и немерливи, бидејќи на крајот од денот е важно како економски се развиваме. Ако нашата економија оди побрзо напред и се други проблеми ќе се релативизираат, и интеретничките односи, и сиромаштијата ќе се надминува и се друго нешто создава тензии во нашето општество. И мудроста која обично на крај е дел од нашава емисија. Овој пат имам еден текст чиј автор не е познат, го имам без напомена кој го напишал. Јас би го нарекол химна на победата и на успехот, иако насловот кој овдека е формален гласи свест за поразот и победата. Ќе го прочитам и во целина, затоа што мислам дека е многу поучен. Се вели во текстот. Ако си се видиш поразен, тогаш тоа и си. Ако си мислиш дека не смееш нешто, тогаш и нема да смееш. Ако сакаш да победиш, но мислиш дека не можеш, речи си е сигурно дека и нема да успееш. Ако го очекуваш поразот, веќе си загубил. Зошто светот не открива дека успехот започнува само со добрата волја? Се е прашање на состојбата на твојот дух. Животните битки не ги добиваат секогаш само најсилните и најбрзите. Порано или подоцна, победник е онај кој мисли дека може да победи. Ако не мислиш да победиш, тоа е факт, почитувани слушатели, дека никогаш треба да победиш. Имам еден лично искуство, еден пријател кој со кого некојаш игравме тенис,
имаше меч со противник кој аз гледав, дека е 3 пати појак од него. И му реков, слушај, гледај да се бориш, меѓутоа шансите се мали, значи ќе победам. Викам, добро, убеди се, ама тој е многу јак, ќе победам и победи. Мислам, разликата беше макар 2:1 во корист на неговиот противник и тој бидејќи беше решен, беше убеден дека може да победи и победи. Јас после тоа искрено му честитав и го честев пијачка. Почитувани слушатели, тоа беше наша денешна емисија. Ви благодарам за вниманието. Останете и понатака на ова иста бранова должина. Радио Слободна Македонија ви нуди разни интересни содржини. Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 23 септември 2016 година. За дипломатијата со Никовски.